Откако еден ТВ објави дека од септември ќе биде изборот на новиот председател на Скопскиот апелационен суд, првиот човек на судскиот совет Зоран Караджовски за нашата телевизија изјави дека до крајот на септември, покрај новиот шеф на второстепениот суд, ќе се изберат и судија кривичар во апелација и во Врховниот суд. Караджовски вели одолговлекување нема. Образложението го гледа во недоволно мнозинство членови на советот поради годишните одмори. Со оглед на тоа што таму беше извршено повторно оценување, таа постапка е завршена, уште од еден или двајца суди немаме повратно добиено дека ги добиле одговорот по одлуката на второстепената комисија за приговорите кои што ги донесува, така што и во оваа ситуација кај користам приликата да ги демантирам некои изјави дека ја одолговлекуваме работата како судски совет, дека не извршуваме избор, значи се создаваат веќе услови. Кој од 11 кандидати ќе седне на шефовската фотелја во апелација ќе одлучат членовите на судскиот совет. Моментално од матичниот суд заведе председател. Советот ја назначи судијката Лидија Димчевска, која што воедно е и кандидат за првата позиција во апелација. За шеф на второстепениот суд се токмати судиот Кривичан. Покрај нов председател на Скопска апелација, во судскиот совет треба да се одлучува и за одговорноста на 5 теми на врховни судии, кои му го укинаа притворот на бизнисменот Сеат Кочан, обвинетиот во случајот Трус на специјалното обвинителство. Постапката е затворена за јавноста, но кога ќе се најде на дневен ред, одговори нема ниту Караджовски, вели обструкции нема. Нема за поединечни постапки да одговарам, затоа што тоа и согласно законот не можам, бидејќи се од довелев карактер. Сите постапки се во тек, се избрани комисии согласно законот за судски совет, тие комисии си ја извршуваат својата работа, тие треба да одржат расправа и кога ќе ја завршат постапката согласно законот за судскиот совет по одржаната расправа и кога ќе ја завршат треба да поднесат извештај до судскиот совет. Сепак не се знае дали за одговорност на 5 теми на судиот Врховен ќе одлучува актуелниот состав на членови на судскиот совет, бидејќи на голем дел од нив мандатот им истекува во декември. Меѓутоа, според постојаната законска регулатива, огласот се распишува 3 месеца порано.